околу минималната плата од 300 евра. Дали во законот ќе се овозможи скратено работно време за некои професии кои што не може да продуцираат толкави плати? Зборам за, не знам, сендвичари, буреџилници, сезонски работници, каде што работното време е само неколку часа во денот и каде што ќе сакаат студенти да работат парцијално работно време. Дали ќе се возможи во законот такво нешто, бидејќи сега со тие 300 евра ќе се стави брана, кај што нема да може овие луѓе што сакаат само неколку часа да поработат во денот, нема да може да најдат работа. Добро, го разбирам прашањето. Минималната плата е регулирана со 8 часа работно дневно време или 40 часа неделно работно време. И така е ограничена. Постои пола работно време. Постои флексибилност на пазарот на трудот. Знаете дека имаме граѓани кои што работат професионално во одредена дејност, а работат part-time или дополнително во слободно време. Водоинсталаторот дома кај мене што ја поправа славината, работи во комуналец Струмица и доаѓа во 7 часот, заработува екстра за поправката. Така да тоа е отворено. Сакаме да го прошириме на сите дејности, сакаме да им дадеме на студентите можност. Едно е заради практична наобразба, дополнително можно сами да извадат пари и слично. Посебно во развојот на сите мерки на младинските категории развиваме една цела лепеза на флексибилни мерки, заради тоа што, да бидеме искрени, и недостатокот на квалификувана работна сила прави и ваков притисок. Така да тие потенцијали што ги имаме дома мора да ги максимализираме. Дури и дебатата за старосното пензионирање, кое што се отвори во парламентот непосредно на неколку месеци пред неговото распуштање, беше дали да се врати на 64 за мажи и 62 за жени да одат во пензија, односно доколку сакат на 67 години да останат понатаму. Веројатно решението ќе биде ако биде со обострана согласност и на работодавачот и на работникот да го оставиме. Така да имаме луѓе на 75 години кои што можат квалитетни умствени работи да извршуваат заради своето искуство, кој што е капацитет на државата. И државата мора да даде начин флексибилен како да ги користиме сите тие потенцијали. Така да, почнувајќи од најмладите до новоозрастните, ќе има една цела лепеза на флексибилни мерки, но дефинитивно минималната плата е ограничена на полното работно време, кое што е 40 часа неделно работно време. Повелете? Јас не на темата. Две други прашања. Актуелен е извештајот од Европската комисија што пристигна утринава. Тој е позитивен, исто и како претходниот, со препорака за датум за за преговори, меѓутоа дали навистина според вас овој извештај ќе донесе такво нешто и колку брзо? И второ, во однос на веќе договорената коалиција со БЕСА и останатите коалицијски партнери, имате ли сооднос како ќе се движат листите во смисла колку кандидати ќе бидат од СДСМ, а колку од останатите партии? Веќе има објава дека БЕСА има добиено 4 добитни, речиси сигурни пратенички позиции. Добро, прво, за првото прашање важно е. Денеска не израдува денот со соопштувањето на извештајот. За мене тоа е потврда дека нашиот народ, парламентот, владата ги завршила своите обврски. И тоа што зависи од нас е завршено и дополнително на тоа, самиот извештај потврдува дека испративме сериозна порака дека продолжуваме на европскиот пат. Веројатно се мисли на законот за јавното обвинителство и на останатите реформи кои што беа процесуирани преку законите за реформи во јавната администрација, продолжија до екипираноста на АНАБ, на ОТА, на безбедносните служби, веќе во парламентот и законот за промена на Агенцијата за разузнавање. Ги зимам 4 делови кои што беа многу важни, а сериозното работење на Комисијата за антикорупција и борбата против корупцијата и криминалот продолжува со посветено темпо. Ова целото како извештај денеска е верификувано од страна на Европската комисија, ќе биде проследен до земјите членки нормално, од каде што очекуваме Европскиот совет да носи позитивни одлуки. За мене е важно тоа што беше до нас да го завршиме, го завршивме. Тоа е потврдено и во јуни, тоа е потврдено и во октомври. Еве сега не само што е потврдено, туку дополнително е верификувано и е потврдено дека продолжуваме и покрај историската грешка која што беше направена со Република Северна Македонија на октомврискиот самит на Европскиот совет. И затоа јас секој пат ја користам приликата да испратам порака и до европските граѓани, но и до нивните лидери, како и до Европската комисија која што веќе ја заврши работата, да го исполнат своето ветување.
тие ветија на нашата земја, на нашиот народ, време е да го исполнат своето ветување. Уште еднаш напоменувам, ние не очекуваме веднаш членство, ние очекуваме после 15 години одлука за добивање на датум за почеток на преговорите, отварање на предпристапните фондови, поглавјата, еве сега гледаме во кластери, на еден фер начин, каде што преку вистински реформи и трансформации ќе можеме да ги користиме и огромните европски фондови, кои што се ќе го креват економскиот стандард кај нашиот народ. Кога очекувам одлука, не би си дозволил да коментирам. Тоа што го вети Европскиот совет беше не подоцна од мај, пред Европскиот самит за Западен Балкан во Загреб, кој што ќе се држи 7 и 8 мај, ако не се лажам, и ние ќе чекаме. Кога ќе бидат готови да ја донесат одлуката, се надевам ќе го израдуваат нашиот народ час поскоро, а ние продолжуваме да работиме. Во однос на коалицијата, јас секоја вечер скоро имам состаноци и синоќа имав. Вечерва почнуваме од 18 часот, скоро секоја вечер. Врвното раководство на СДСМ се функционери во владата и навечер работиме во партијата на оценка, анализите, кроз табулациите и сите детали кои што ги водиме. Во моментот работи сериозна комисија за селекција на кандидати, составена од меѓународни и домашни експерти, дополнета со представници од политичкото раководство на СДСМ, за квалитетната селекција на кандидатите кои што треба на крајот да бидат и репрезенти на локалните заедници. Така тоа го правиме и со коалиционите партнери. Ние се уште немаме потврдено со сите коалициони партнери дека сме склучиле коалиција. Оваа недела очекуваме тоа да се случи. Нашиот конгрес е на 9 март, тоа е идниот понеделник, значи за една недела од сега, каде што до тогаш треба да ги утврдиме конечно кои се коалиционите партнери, конечно кои места ги добиват, доколку добиват места на пратеничките листи и кои се кандидатите од Социјалдемократскиот сојуз и независни кандидати кои што ќе играт на листите. Поприлично комплексен процес за една вака мултетничка голема коалиција. Веруваме дека успешно ќе го превршиме, благодарејќи на сите анализи и на стручни експерти кои што работат на селекцијата на вистинските кандидати. За мене кандидатите дали доаѓаат од СДСМ, од БЕСА, од НСДП, ДОМ, ЛДП, не знам, ЦЕР, од етничките помалку бројни заедници, бошњаци, роми, турци, срби, власи, сите заедно во државата, важно е да бидат квалитетни кандидати, за нас тоа се граѓаните, и да бидат достоинствени репрезенти на нашиот народ. Така да се уште не можам да потврдам конечни места ниту на СДСМ, ниту пак на БЕСА, ниту на другите коалициони партнери. Веројатно за време на викендот ќе можеме да кажеме веќе од прилика како се распоредени силите на заедничките коалициони листи. Повелете? На дуелот пред некој ден со Мицковски на Канал 5 спомнавте дека делот, оние двојазични табли во делот општините се и по грешка поставени, за разлика од вашиот став, вашиот се уште коалицијски партнер ДУИ, например Бујар Османи, има став дека таблите, да речеме, во Прилеп, која спомнавте и вие и Велес и слично, се соодветно поставени. Ме интересира кој правилно го толкува законот за употреба на јазиците, вие или ДУИ? Имаме на тим меѓуресорско тело на ниво на државни секретари, кој што го води генералниот секретар на влада, каде што има реално толкување со се. Но дефинитивно во општините каде што граѓаните од албанска етничка заедница се повеќе од 20%, постојат двојазичните табли. Таму каде што не постојат двојазичните табли и секако тоа толкување ќе го добиете. Јас сум информиран дека и на јавното правобранителство во Струмица стои двојазична табла, која што верувам дека брзо и веднаш ќе отстранат, заради тоа што немаме повеќе од 20%, нема кој да го користи албанскиот јазик во Струмица. Имаме едно почитувано семејство албанци кои што произведуваат убавиот струмички бурек, но тие го зборуваат и во македонскиот јазик и секако само едно семејство не се 20%. Како што реков, во Кочани беше отстранета и во некои други места се отстранети, така да низ призмата на честното почитување на законот, она што законот го предвидува е практичната потреба на граѓаните. И употребата на јазикот е заради практична потреба. Не е за изнаселување на една заедница врз друга заедница, туку за меѓусебно почитување на правото на употребата на мајчиниот јазик. Јас верувам дека ќе се случуваат и табли на турски јазик во Гостивар, каде што имаме голема турска заедница, или на српски јазик во Куманово, или во Старо Нагоричане, или во Чучер Сандево, и така натаму ги земам како примери, затоа што рековме, јазикот е право и на крајот јазикот е нешто кое што ни треба за да се разбереме. Повелете?
Информиран сум од представниците на Социјалдемократскиот сојуз во владата, начело со Оливер Спасовски, дека владата ги презема сите можни подготовки за евентуална ескалација. Сериозно ги следиме настаните што се случуваат на грчко-турската граница. Имаме директни комуникации преку Министерот за надворешни работи и со Турција, и со Грција, а и со НАТО структурите, и со Европската Унија, заради координација. Нашите очекувања се дека европските лидери ќе изнајдат решение на менеджмент на спречување на евентуално нов бран на бегалци кои што ќе пенетрираат преку Грција, Република Северна Македонија па према западот, но како и да се случуваат работите, земјата ни е спремна, ги следи целосно европските препораки, ние сме унисони со европските препораки, како земја која што очекува преговори со Европската Унија, но секако и со партнерите. Грција и Турција се наши партнери во НАТО, така да се земи пријатели. Реално, она што се случува будно го следиме, ги имаме информациите од прва рака и верувам дека сме подготвени целосно за менеджмент на нашата јужна граница.